здраво живо, Стојаница. Здраво живо и весело. Ти пака и домаќинот, а? Што дачинам да му однесам од ручеков, да не доаѓа, да не ден губи. Ако, ама, шо толку многу да се работи? Вие двајца сами сте, децата ви го фатија патот. Па не гледам шо толку мака, па толку многу да се работело. Ами така е научен од млад. А и мене што ми останала работата? И ќе се прошетам и ќе му однесам од ручекот. А и вака ќе сретнам некој како тебе попат, ќе си направам муабет. И така. Не ми е тешко да ти кажам, мич не ми е. Море, не ти е тешко, ти си млада и многу помлада од него, нему му е тешко, ти е стар, тоа кажи де. Добро да е така, ама така си се најдовме, така ни било пишано од Господа и на двајцата. Тој е вдовец, јас вдовица, тој постар, јас помлада, ама да ти кажам, многу ни е убаво. Лоша дума досега си немаме речена. А за тоа така е. Сите во местово кажуваат како многу си се милувате. Од доста не ве ваѓаат луѓето. А сега, ако си постоиме уште малку, ќе се расчуени селово како сум го изела ќотекот. Еде. Ручекот ќе ми остине ако не побрзам со време да го однесам. А ти, Стојаница, ако си занатаму да одиме, а? Занатаму сум. Ајде, ако треба да одиме, ќе одиме. Ама тој човек тоа не го прави, па тама ручекот сосем да му остине. Ајде да побрзаме. И така велиш, пријатели, за Денко, бе, за Чорбаджи Денко. Девек помошник на кајмакамот сега го клале. Сега уба му е работа. Добар ден, домакине. Добар ден. Добар ден, пријателе. Добар ден. Арен ли си? Арен, домакинката Арна ли е? Арна, така сега ми кажуваш од Арна била. Домакине, прости ми, ама јас малку се позабавив, нели? Ами, јас сретнав Стојаница и знаеш, жени како жени. Те ова било, те она било. И јадењето малку си истина. Демек се Ама... излади, ако не ќе го подкријам. Не бери гајле. Што рече да ти кажам, пријателе, колку убаво е вака кога ве гледам. Како се сакате, бе? Не знаете вие да се скарате? Млада невеста, пријателе. Море, се караме? Кога сме сега? Море, како кога? Лани да не беше? Ајде, шо правиш такви муабети? Олобна ни галиба беше еднаш. Не знам дали беше лани или... Што, лани или олобна? Абе, јас со жена ми 3 пати во денот. Ако не се скарам, абе јас не можам да спијам. Абе, 3 пати во денот, очите си ги ваѓам. Што збориш? Абе, не прави. Ве знам јас. Те знам, бе. Вие двајцата имате добра душа. Вие не се карате туку онака. Не, де, они со лиле. Нема муабети. Не, сега ќе видите. Што сега одам дола. Ако не биде готов ручекот, ќе видите што ќе биде. И што ќе биде? Што ќе биде? Ќе видите. Ај, ќе се видите. Ај, браво. Само, ако не биде готов ручекот, ќе видите. Ај, здрави. Пријателе, намини некој друг ден да се посмееме. Велики Денко ќе дојде педер мајтап ќе удри. Ајде сега да ти турам да јадеш. Ајде, да не се подзасуваме. Добар ден и здраво живо, баба. О, да си ми жива и здрава, Кирко. Ти кого го бараш? Јас тебе не те познавам, а како што гледам на мојава порта чукаш, а? О, Кирко, и јас не те познавам. Ама маката ме натера, ете, да чукнам на првата порта што ќе ја сретнам, оти сум тргнала на пата. Гледаш, уште малку ноќ ќе фати, темнината ќе ги покрие патиштата и кај ќе одам. Па барам место да преспијам ноќва некаде. Епа, ако си го барала, го најде. Ке преноќеваш кај нас. Место има. Јас и домаќинот сме си сами.
Ке влеземе, ке се одмориш, ке преспиеш, па после ке си го фатиш патот. Кај што си наумила. Ете, гледам и слушам и се чудам и не можам да поверувам дека толкава среќа сум имала на првата порта што ќе чукнам широм отворена да ја најдам. Јас си мислев дека барем на 5-6 ке треба да потрупам. Ај да си ми жива и здрава. Ај сега најарно ќе биде да влеземе, ќе си поправиме муабет, ќе се врати домаќинот, вечерата треба да биде готова. Ако, Керко, да си ми жива. Ајде. На здравје нека ни, а? Да сте ми живи и здрави. Многу убава вечера направила домакинкава, многу убава. Еми сега кога убаво се најадовме, ај малце муабет да си направиме домакински, што се вели. Аме бабо, да те прашам, ти рече дека си тргнала некаде, ама јас не разбрав ни каде, ни кај кого, ни за ошто. Па не знаеш, синко. Не знаеш, ама затоа што не сум ти кажала, затоа не знаеш. Ме гледате дека сум стар. И тоа бајаки стар. А ме гледате и оти сум сама. Нема да верувате. Ама јас сум тргнала да барам куќа, да ме приберат, да живеам кај нив, да го поживеам ова троја што ми останало. Бајаги време има од кога ми умре домакинот. И ми остаи големи пари ми остаи. А јас сама што да правам? Си мислев, ама во моето место што е долг живот. Сетики некому сум сгрешила, некој ми сгрешил, па си неков ке тргнам некаде кај што не ме знаат. А роднини нешто од твои, од негови имаш ли? Немам, синко, немам никој свој. Двајцата сами сираци бевме, се зедовме, сами си останавме. И така ви кажем, да остане во моево место, си велам, некому јас сум му сгрешила, некој мене ми сгрешил, ке отидам кај овој, ке се налути оној, знаат луѓето дека имам пари. Се мислев, па си велам, ке тргнам јас кај што не ме знаат. И таму, тој што ќе ме прибере, тој ќе знае оти имам пари. Никому да не завидува. Така си реков. Имам една мисла, бабо. Ама сакам прво да ја споделам со мојата домакинка, да видам и таа што мисли, па сетте ќе ти кажам. Знам што ќе ми кажеш. И ќе биде така како што си наумел, оти и јас така мислам. Епа, бабо, ние со мојата домакинка се разбравме. Да ти кажам право, на вистинската порта си тропнала. Не си сгазнала на боштица. Епа, тука си. Ако сакаш, остани. Нашата куќа ќе биде и твоја куќа. Немој да помислиш дека ми е за парите. Не, ние пари си имаме, а и не ни треба ет. Сега, твоите пари што си ги имаш, што сакаш, тоа правим. Ако сакаш, остај си за трошок, а другите носи